Дека денешната пресконференција е последна од вашите редовни пресконференции до изборите. Се надевам дека на моите прашања ќе добиам одговори, а не контра прашања. И сметам дека е пресудно важно да дадете одговори, бидејќи по тоа заседание ќе добиете поддршка од граѓаните, од гласачите, че што ја баратам и го треба да гласат на Скопје, ме интересира. Дали во период од 2005 до 2014 година сте менаџирала спортската сала Раса? Мојот одговор на вашите прашања сметам дека беше даден и тоа веднаш по таа политичка хајка која што потегна од владеачката партија токму со цел за да се превенира она кое што го кажав од оваа говорница тука, а тоа е дека ќе има одговорност за потрошените 4 буџети на градот Скопје, кои што исчезна и кои што не реализира проекти кои што беа ветени во 2017 година. Јас имав итна реакција во која што ги изнесов своите аргументи, а се останато ќе презентирам пред надлежните институции и органи преку судскиот систем. Верувам дека правда ќе се има за овие луѓе кои токму на 2 дена пред истекот на кампањата им текна некого да валкаат за да можат да ја покријат својата срамна политика од изминатите 4 години и она што ги разочараа скопјани. И верувајте ми дека така и ќе биде. Дали ќе може да проста реченица да ја менаџира, не ја менаџира? Знаете како? Јас вам не ви ги креирам речениците и би ви била бескрајно благодарна како човек, исто и јас сум скопјанка, доколку не потпаѓате под политички манипулации и доколку граѓаните не наседнуваат на лагите на овие кои што 4 години имаа можност да ги трошат парите на сите нас скопјани, за сега да извртуваат вистината. Немам намера да се впуштам во политички игри на докажување, туку истото ќе се го докажам токму онаму каде што треба. А дали некогаш против вас и фирмата што ја ставила, се будела поставка за неплатена закрија? Повторно ви кажав, значи тие се политички лаги и манипулации кои што само се обидуваат да навлечат во меѓу граѓаните во овие 2 дена, да не се дискутира за овој што украде 4 буџети од граѓаните, туку да се дискутира за мене. Јас 42 години дамка сум немала. Да сум имала, верувајте, тоа немаше да излезе на 2 дена пред граѓаните да гласаат. И повторно ви кажувам, верувам дека ќе успеат сите да ја видат разликата меѓу ова што го имавме досега и ова што следи сега на оваа сцена, особено за подоброто на Скопје и на Скопје. Деношно потврдите, нито демантиравте? Да, точно. Не е дека не потврдив и демантирав, туку изричито испратив соопштение. Јас бев тука за сите вас, сите овие денови и испратив пишан документ, демант, во кој што имав изричита реакција на сите овие наводи кои што беа иницирани од страна на оваа партија. И затоа не сакам своите зборови да ги повторувам, затоа што гледате дека со манипулации се сечат моите изјави тука, се пуштаат низ медиумите и не би сакала скопјани да бидат доведени во заблуда, затоа што јас своето го кажав уште во истата минута кога излегоа да ги испратат овие лаги јавно преку медиумите. Уште истата минута реагирав и демантирав. И кажав каде и на кој начин ќе поверам правдата за ова сега што се прави на 2 дена пред избори. И верувајте ми да повторам уште еднаш. Дали сметате дека некој кој 42 години немал никаква дамка, кој се осмелил како жена против која што се води црна кампања од првиот ден до денешниот ден, на која што актуелниот градоначалник на профилот на кој што треба да представува проекти за нас скопјани води црна кампања против мене, дека треба да му одговарам во овие 2 дена за нешто кое што кажа веќе дека лага и дека измама. Значи, колку што разбрав, не само чисто ми биде појасно. Во тој период не сте менаџирале со датата? Јас ви испратив токму информации за сите работи кои што се неопходни за вас да ја знаете вистината. За другите работи немам намера да навлегувам и да појаснувам, затоа што токму тоа е она кое што овие кои што крадеа 4 буџети до сега го сакаат. Сакаат да се зборува на теми кои во овој момент ќе го скријат нивниот срам за ова што го правеа во изминатите 4 години. Јас ви кажувам, има постапки, постапките ќе се водат. Поднесена е тужба и тужбата ќе се ја покаже вистината. Меѓутоа, доколку јас како човек, било каква дамка сум имала, верувајте дека таа немало да излезе на 2 дена пред изборите, ниту јас како човек би се дозволила да се кандидирам на избори каде што знам дека ќе се тера црна кампања против мене. А дали знаете која менаџирал салата тие години, од 2005 до 2014? Повторно ви кажувам, јас
во својот одговор го дадов. Верувам дека сите имавте можност да ја прочитате реакцијата, па не било тоа тогаш прашање, ниту сега во овој момент. Сметам затоа што доцнеме на дуел кој што ќе биде на македонската телевизија, каде што повторно доколку не пристигнам, некој ќе каже дека бега од него или од соочување, јас ќе имам можности и таму ете пред вас сите да ги дадам сите прашања како што имав и досега. И вие можете слободно се што имате како прашања да ги испратите на нашата адреса. Ние досега бевме најтранспарентни, мислам, и ќе бидеме така и од сега, затоа што јас планирам од 4 години кои што следат да го водам градот и тоа да го водам одговорно, а не како овие досега што го водеа, кои што не знаат да кажат ниту каде се парите на Скопје, не сакаат да конструираат лаги и измислици. Така да ви благодарам, се што имате да поставите како прашање, слободно испратете ги на нашиот мејл, а сега одам да се соочам со градоначалникот во заминување, да не му дозволиме уште еднаш да пласира лаги и невистини дека некој избегнува да оди на дебати со него.